Меѓу двата изборни кругови, Македонија го брка цензусот за избор на председател. Лидерите на двете најголеми партии, Мицковски и Заев, во постојан вербален конфликт. Кој е победник, а кој е поразен во првиот круг? Има ли такви? Телевизија 24 преку интервјуа со лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе се обиде да разгатне дел од овие дилеми. Вечерва гостин во 24 отворено е лидерот на ВМРО ДПМН. Во некој од наредните денови ќе разговараме и со председателот на СДСМ Зоран Заев. Господине Мицковски, добра вечер и добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Благодарам на поканата. Задоволство е да се биде во вашето студио. Како сте? Одлично сум. На почеток можеби не би се сложил со вашата почетна теза дека имаме постојан вербален конфликт. Напротив, јас се обидувам само да ја зборувам вистината и она што е реалноста во Република Македонија, да се обидиме да покажеме поинаква слика за политичарите, да изградиме поинаква перцепција кај нашите граѓани за нас политичарите, бидејќи знаете денеска во Македонија е многу интересно. Имав прилично набиена агенда, имав агенда можеби прв пат во мојот живот како председател на политичка партија, иако во минатото сум бил вклучен директно во избори, но во поинаква улога. Овој пат како председател илјадници со граѓани сретнав лично, имав можност да вака комуницираме и контактираме за реалноста во Република Македонија, она што е изградена перцепција кај граѓаните е дека ние политичарите малтене не ја говориме вистината и не ја говориме таа вистина за да можеме да добиеме симпатии, да им кажеме тоа што не сака да го слушнат, а потоа кога ќе ги добиеме тие симпатии и кога ќе имаме можност тоа што сме го ветиле, не го исполнуваме, туку не интересираат и приоритетни се личните агенди. Па, јас зборувам за перцепцијата, затоа и таква е најавата. Обично перцепцијата меѓу граѓаните е таа што ние ја пренесуваме како новинари. Јас се обидувам реалноста да ја зборувам, сакам да ја кажувам реалноста, не она што некој сака да го слушне, туку и реалноста, па токму и таа реалност, еве во случајот како што вие кажавте, можеби господинот Заев не му конвенира и го боли, но таа е реалноста. Ние ако не ја зборуваме реалноста, тогаш имаме проблем. И повторно ќе ни се случуваат порази во државата, повторно луѓето ќе се одселуваат разочарани, депресија, апатија и ќе не резултира вечерва ќе се обидеме да зборуваме во рамки на она што е реалност во целокупниот политички сектор во Македонија. По првичната еуфорија во партискиот штаб, една сумирана оценка на изборите, дали и зошто се чувствувате како морален победник на овие избори, бидејќи почувствував таква димензија кај вас? Па видете, ВМРО ДПМН го порази СДСМ секаде во Македонија. Буквално секаде. Тоест, коалицијата на СДСМ, ако од таа коалиција, да речеме, ги исклучиме овие партиите кои што одлучија да им се придружат и да го поддржат нивниот кандидат, како ДУИ, ДПА, кои што традиционално не се дел од таа коалиција. Значи, ВМРО ДПМН ја порази коалицијата, а владата и оние партии кои што сега се приклучија на таа коалиција, ги порази во 47 општини во Република Македонија. Кога ние би имале сега една симулација на локални избори, ВМРО ДПМН би освоило најмалку 43 градоначалници, година и половина после локалните избори. Ако ја погледате математиката, ако зборуваме од математички аспект, тогаш гледаме дека апсолутен губитник на овие избори е Зоран Заев и СДСМ. Не само анализа ако правиме визави локалните избори 2017-та, туку и предвремените парламентарни во 2016-та. Но она што за мене во случајов е поважно што граѓаните на Република Македонија не дозволија повторно да бидат излажани од страна на овој политичар и од страна на таа политичка гарнитура. Јас сум потполно свесен за целокупната романтична порака која што оние ја презентира, сите оние обиди за подкревање на очекувања повторно. До сега не ни одеше, ама сега само што не сме го одбрале стевој и веднаш ќе ни тргне. Но граѓаните ја препозна вистинската порака, ја препозна вистината и овој пат дадоа доверба на идниот председател Гордана Силјанска Давкова. Во локалните средини имате победи во повеќе општини, на централно ниво сепак тоа не е победа и самите рековте еден глас, победа е еден глас, исто како што кога веројатно сметавте дека можеби вашиот кандидат ќе води, но малку околу изборните резултати и во ВМРО ДПМН, секако и другиот дел ќе го разговараме. Имате 17.000 гласови помалку од локалните избори, кога лидер беше Никола Груевски. Зошто? Еве, бидејќи сакате да зборуваме за математика, ќе зборуваме за математика.
Јас не се слагам најпрвен со тезата дека еден глас помалку, но нема истовремено да се обидам да водам алиби Јас само политика. цитирам ваши зборови, се извинувам. Бидејќи голем дел од општини каде што очекувавме да има нерегуларности, долго време нема испорачено резултати на определени избирачки места и тие избирачки места стигна резултатите во последен момент и во тој последен момент практично се промени реалноста. Не сакам да навлегувам во теории на заговори дека се полнети кутии таму и слично, но на тие изборни места излезеноста е повеќе од 50%, иако во најголемиот дел од избирачките места во тие општини е помал од 25 или 20 или 17 и понекаде така натаму. Еве нека самите гледачи нека проценат дали таму имало простор за нерегуларности, но тоа на нас не дава дополнителен стимул да во вториот круг засилено ги мониторираме тие избирачки места и да не се случи тоа што се случи во првиот круг, ако се случило. Не сакам тоа да биде алиби. Иако сите наблюдувачи ги оценија изборите како крајно фер, демократски, барем не се понудија никакви докази за вакво нешто што вие сега го зборувате. Видете, Младен, и референдумот беше оценет вака како што вие кажувате, но ако сега ги погледате тие избирачки места каде што имавме цензус во референдумот од 98,5%, сега имаме 17,5%. И сега прашањето е дали тие брзи гласачи само за референдумот дојдоа денеска ги немаше, и прашањето е дали некој се потруди во меѓувреме од обвинителството да постапи по пријавата на опозицијата и да провери дали тие гласачи биле тој момент во државата и гласале. Затоа што имам интегрирано гранично управување, можеме многу лесно да провериме, ако некој сака се разбира. Но очигледно дека некој не сака. Но да се вратиме на математиката. Бројките се немилосредни. Се знам со ова дали си правите можеби алиби за евентуален пораз во вториот круг со начинот на кој што наративот на ова дека изборите се можеби нерегуларни? Не, Младен, видете, Гордана е иден председател, тоа на сите им е јасно. Иден председател во Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, нити правиме алиби, нити поимаме. Ја мислам дека алиби некој друг си правеше и тоа го зборувавме за време на кампањата и излез дека сме биле во право. Најде да се вратиме на бројките. Овие председателски избори ние можеме да ги споредуваме со председателските избори во 99-та и во 2004-та. Зошто? Затоа што во 94-та и во 2014-та председателските избори беа заедно со парламентарните избори. Во 2009-та беа заедно со локалните избори. Првиот круг не беше заедно со... Точно, вториот круг. Не, зборуваме за првиот круг. Зошто имате вие, еве, како партија 17.000 гласови помалку од последните избори? Да не се враќаме порано затоа што резултатите се уште полоши. Еве, ако ми дозволите, ќе збориме за бројките. Ние денеска, на овие председателски избори, имаме 42,5% освоени гласови од тие кои што излегле. Во 2016-та, на предвремените парламентарни избори, ВМРО ДПМН коалицијата има околу 38% од излезените. Во 2017-та на локалните, ВМРО ДПМН коалицијата има 36%. Значи 6,5% и повеќе имаме гласови сега од вкупниот број на излезени. Ама да не забораваме дека неколку партии напуштија нашата коалиција и денеска се коалициони партнери на Зоран Заев. Гордана Силјановска-Давкова освои 42,5% од гласачите кои излегоа на изборите. Сашко Кедев, господин Кедев, во 2009 година освои 34,% од вкупниот број излезени на тие избори, додека па господинот, покојниот председател Борис Трајковски во првиот круг во 99-та 21,1. Односно, многу едноставно. Бројот на гласови, многу едноставно. Разбирам што сакате да ми кажете. Излезноста го диктира и резултатот на излезени на гласачите. Каде се вашите гласачи? Вие цело време зборевте и одевте со тезата дека ова ВМРО ДПМН, кое што има ново раководство, нови тела, нов лик, ќе освои повеќе гласови од она ВМРО ДПМН кое што беше пред неколку години. Токму и тоа ви го кажувам. Да, но нема повеќе гласови, има помалку гласови, има пад на гласовите. Дали тоа не го чувствувате како личен пораз, тоа што не успеавте да ангажирате повеќе гласачи од претходникот? Дури малце комична ви е теза овака, морам да признам. Во која смисла ви е комична? Замислете сега коалицијата на Зоран Заев изгубила повеќе од 300.000 гласа од 2016-та, а се зголемила во број на партии. Нашата коалиција од локалните е намалена во број на партии и ние сме го задржале бројот на гласови, ако одиме како гласови. Но јас зборувам за гласачи кои што излегле и гласачи кои што гласале. Тоа на крајот од денот се споредува. Сега вие замислете, имате процес на коалиција на ВМРО ДПМН, која што се намалува по бројката на партии, знаете, неколку партии напуштија,
А имаме коалиција на Зоран Заев која што се зголемува по бројот на партии. И сега, ако ние ја споредиме од локалните избори, таа коалиција на Зоран Заев се намалила за 100 неколку илјади гласа, додека нашата останала иста, бидејќи овие партии кои што ја напуштиле, како што е Сојузот на ромите на господинот Амди Байрам, како што е турската партија на господинот Бејџан и така натаму, за себе имаат определен круг на гласачи кои што ги пренесоа овамо. И ако тие гласачи ги донесете, спорите акумулирано незадоволство од власт, така. Точно. Зошто тие гласови не можат да се акумулираат кај вас? Дали кај вас не ја препознаваат опција која што може да им ги понуди решенијата? Бидејќи бројките тоа го кажуваат. Напротив, ние успеавме да мобилизираме целокупната структура која што ги препознава десните политики на ВМРО-ДПМН, кој што препозна дека иден председател на државата е Гордана Силјановска-Давкова, и структура која што препознава иднина во политиките на ВМРО-ДПМН. Да почекаме вториот круг, да видиме каква ќе биде таа бројка. Сега да кажам, во последните 10 години ова е најлош резултат на ВМРО-ДПМН во изборите, во однос на освоените гласови. Да не се враќаме во времето на Кедев и на Црнековски, ги гледав и тие бројки, меѓутоа времето тогаш е секако поинакво од сега. Апсолутно не можам повторно да се сложам со вашата теза. ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова освоја 42,5% од вкупниот број на излезени гласачи. И сега ако вашата теза е 19.000 гласови, ВМРО-ДПМН победи во 47 општини во Република Македонија и практично тоа е она што денеска се брои. Еве ќе ве потсетам, во 2006 година коалицијата на ВМРО-ДПМН победи 319.000 се помалку од 323.000. Еве ќе ве потсетам, во 2006 година ВМРО-ДПМН победи на изборите со 304.000 гласа. ВМРО-ДПМН во 2002 година со 298.000 гласа ги изгуби изборите од Бранко Црнековски. Во 2014 година во првиот круг од изборите Иванов имаше 130.000 гласови повеќе од сега што има Гордана Силјановска, кандидатот на ВМРО-ДПМН. Точно, ВМРО-ДПМН тогаш била позиција на власт во локалната самоуправа, била позиција на власт на централната власт. ВМРО-ДПМН и тогаш имала помал процент на гласови. Позиција на власт полесно се освојуваат избори? Па во случајот кај Зоран Заев е обратен. Случајот бидејќи полесно се губат, бидејќи луѓето гледаат дека да, зошто од позиција на власт полесно би се освојувале избори? Дали затоа што ги има алатките на власта и моќта? Не затоа што ВМРО-ДПМН сега освои 42,5%. И дали со ова ги потврдувате тезите дека судските процеси како Титаник можеби се како се вели, оправдани во делот на она што се... Ако сакате за Титаник да ја отвориме темата. Ако велите дека тогаш ја имавме власта и затоа освоивме 130.000 повеќе. Не, тоа не го реков апсолутно, реков само дека околностите и реалноста беше поинаква. А околу Титаник ќе отвориме и понатаму, сакате сега да зборуваме за Титаник. Ќе отвориме во делот на СЈО, се разбира, ќе имаме тема. Да, ќе отвориме за Титаник, нема никаков проблем. Но ВМРО-ДПМН, кандидатот Гордана Силјановска-Давкова е апсолутен победник. Има освоено 42,5% од гласовите на тие кои што излегле на овие избори. И тоа е завршено. 47% Гордана Силјановска, 47 општини Гордана Силјановска-Давкова ги победи. Тоа ја слушнавме таа теза. ВМРО-ДПМН, односно кандидатот на ВМРО-ДПМН, апсолутно го порази Стево Пендавски, кандидатот на Зоран Заев. Каде се неопределените гласачи? Зошто не можете да акумулирате дел од неопределеното гласачко тело, ако вие имате само 317.000 на митингот и велеше не им дадовме предвремени парламентарни избори, само затоа што ќе ги прегазиме. Еве видовме кој е прегазен на овие избори. Не, апсолутно. Во тој дел секако дека ќе дојде господинот Заев и ќе го прашаме зошто и како тој ги губи гласовите. Изборни единици, во изборната единица 1, 2, 3, 4, 5 Прашањето ми е друго. И ако одземете 50.000 гласа кои што ги освои кандидатот на СДСМ, Дуи и останатите, а кои што Дуи самиот кажува дека му ги дале, тоа што спределбата на мандатите ќе биде 53 наспроти 44, 14-9. Тоа е новата политичка реалност во Република Македонија. Зошто неопределените гласачи не препознаваат опција во Христијан Мицковски? Бидејќи гласачкото тело на ВМРО-ДПМН 300.000 секогаш го има, што се вели ВМРО-ДПМН ништо не направи 300.000 се 300.000. Вие не извадите ништо повеќе од таа бројка. Па не се слагам со ова затоа што во 2005 година ВМРО-ДПМН имаше локални избори каде што освои нешто над 200.000 гласа.
Не можам да се сложам со вас, некако аналитикава послабо сте ја прочитале. Но ајде, еве, ке се вратиме. Зборувате за пред 15 години, така? Вие ме враќате на 10 изборни циклуси назад. Во последните 10 години, историски, не, вие рековте 10 најлош изборни циклуси. резултат. Зошто не успеавте да анимирате од независните? Точно, за мене, или зошто не успеавте да земете, да трпнете од оној корпус на гласови кои што се разочарани од владењето на СДСМ и ДОИ? Видете, очигледно сега не можеме да се погодиме. Еве, с Кристијан Мицкоски рековте, кога ќе излезе Кристијан Мицкоски на избори, тоа ќе бидат, предпоставувам, предвремени парламентарни, после поразот на овие председателски избори, ќе излезе Кристијан Мицкоски со понуда. Ќе видиме дали неопределените ќе го ја дадат довербата на Кристијан Мицкоски или на Зоран Заев. Јас само се обидувам да ви кажам дека ВМРО ДПМН на овие избори, заедно со Гордана Силјановска-Давкова и коалицијата за подобра Македонија, освои 42,5% од вкупниот број на гласачи кои што излегле да гласат. И тоа е многу повеќе од изборите во 2004-та, кога имало 34, нешто, од изборите во 99-та, каде што имало 21,1. Изборите во 94-та, во 2009-та и во 2014-та апсолутно не се споредуваат, бидејќи тоа били избори заедно со парламентарни, заедно со локални избори. Следните, предпоставам, ќе бидат предвремени парламентарни избори, ќе излеземе со понуда и ќе видиме дали граѓаните таа ќе ја препознаат. Јас сум убеден дека граѓаните ќе ја препознаат таа понуда и дека ВМРО ДПМН ќе формира новата влада. Зошто? Затоа што граѓаните, ви велам, се чувствуваат излажани, изманипулирани од политичар како Зоран Заев и луѓето кои што се околу Зоран Заев, како Стево Пендаровски и останати. Зошто тогаш не ви ја дадоа довербата на вас, ако се излажани од нив? Зошто во вас не ја препознаваат алтернативата која што може на земјата да ја понуди она што 320.000 гласа, 42,5% од гласачите во Република Македонија, помалку од локалните избори што ги имавте резултатот пред само 2 години. Повторно ќе ви кажам, нели ве фрустрира фактот дека вие како лидер не успеавте да ја извадите ниту бројката на Никола Груевски од последните локални избори? Не, апсолутно, јас сум прилично мотивиран и задоволен што 42,5%, односно за 6,5% имам подобар резултат од тие што излегле на овие избори да гласаат и ја дале бројката повеќе за ВМРО ДПМН. Апсолутно тоа мотивира да на следните избори поработиме на излезеноста, на мотивацијата на луѓето да излезат да гласаат и да ВМРО ДПМН се разбира во вториот круг има уште подобар резултат. Не, тука гледаме на загрижувачка тенденција, не заради падот на гласовите на ВМРО ДПМН, заради непрепознавањето на она што се нуди како алтернатива во Република Македонија на сегашната власт. Доколку вие на сегашната на овие резултати за кои што велите дека како што ги секојдневно ги опишувате, не успеате да акумулирате бројка од 10, 20, 30, 50 илјади кои што ќе дојдат на вашето конто. Каде е грешката? Дали мислите дека имате грешка и во политиките што ги спроведувате? Тоа е ваше мислење. Јас повторно ќе се вратам на прашање. Не, направивте на кратка анализа. Јас се обидов на вашето прашање уште во почеток да ви дадам одговор. Но на вашата анализа јас имам антипод, односно велам вака. Не ви е точна анализата од проста причина што ние за само 1,5 година успеавме за 6,5% да ја зголемиме довербата кај гласачите кои што се определиле да гласаат. Додека пак нашиот политички противник ја намалил за нешто повеќе од 8%. Довербата кај гласачите кои што одлучиле да гласаат. И тоа се бројки. Или во резултанта тоа е повеќе од 15%. Што значи дека ВМРО ДПМН во овој момент кај тие гласачи кои што се определени и се одлучиле да гласат, има за 6,5% поголема доверба од тоа што било во 2017. Според анкетите? Господине Младен, тама работа, според процентите, за време на локалните избори имаме мобилизација на илјадници луѓе кои што се советници во совети, кои што се кандидати за градоначалници, така натаму. Ние сега имаме председателски избори каде што се надпреваруваат тројца кандидати. И ние, од луѓето кои што политички се определиле да дадат поддршка на тие избори, имаме за 6,5% изголемена доверба од тоа што било во 2017 година. Добро, додека значи пак нашиот, вас... само ако ми дозволите да се докажам, тезата да ја завршам, па потоа ќе ме прашате. За нашиот политички противник, ја ве разбирам сега, вие сакате со бројките да направите впечаток дека ВМРО ДПМН не ја добива довербата, но за жал бројките се немилосредни и ова се апсолутни бројки, гласовите се апсолутни бројки, за тоа зборуваме. Довербата на граѓаните. Вие зборувате за проценти, ние зборуваме за апсолутни бројки. Не, јас зборувам за определба. Имаме ние граѓани кои што одлучиле да се определат на избори.
Во случајов одлучиле 42% од вкупниот број запишани во избирачкиот список. Тоа значи дека од тие 42,5% ја дале довербата на ВМРО ДПМН. На локалните избори се определиле поголема група на луѓе од избирачкиот список, се определиле 61-62% и од тие 36% одлучиле да дадат довербата за ВМРО ДПМН. Значи сега 6,5% е поголем бројот на тие кои што се одлучиле да дадат довербата кон ВМРО ДПМН. И тоа не само што мене ме мотивира за поголем процент во вториот круг, туку дополнително ме мотивира да работиме во меѓувреме и за време на предвремените парламентарни избори, да испровоцираме што е можно поголема бројка кај оние кои што одлучиле во првиот круг да достанат и да абстенираат дома или од X причини не се во државата, да гласат и во вториот круг и за време на предвремените парламентарни избори. Повеќе загрижува, господине Младен, онаа порака која што ја добива владеачкото мнозинство, каде што сите буквално во 2016 да се сеќавате на една весела математика 600 и нешто илјади кога се групираа на едно купче. Ете тие 600 и нешто илјади денеска се спуштија на 320 илјади. Повеќе загрижува тоа значи дека државата ни оди во погрешна насока, дека во државата има голема неправда, дека луѓето се нестрекни, дека луѓето не препознават лидерство во Зоран Заев и таа коалиција која што се укрупнила околу Зоран Заев. Туку напротив, или се апатични и одлучиле да не излегуваат, или се одлучиле поддршката да ја дадат на опозицијата. Но знаете што е потрагично? Проблемот е што не ја дале поддршката на опозицијата. За тоа ве прашувам и за тоа цело време зборуваме. Голем дел ќе дадат, а голем дел абстенцијата веројатно голема, затоа што ако ми дозволите. Има грешки во едниот табор, меѓутоа не ја препознаваат тежината на другиот табор. Ако ми дозволите да завршам тезата. Проблемот е што ја не слушнав до сега од Зоран Заев, ниту блиските луѓе од него да кажат луѓе, ние сме поразени, јас носам одговорност, заминувам, распишувам предвремени парламентарни избори, затоа што оваа реалност граѓаните не ја препознаваат како алтернатива. Ја до сега тоа не го слушнав. Не го слушнав тоа. Туку слушам метли, слушам ја примивме порака. Која порака примивме? Еве, јас ќе ви кажам која е пораката. Заев ќе дојде во студиово, ќе го прашаме сите овие прашања легитимно, како што треба. Ние мораме да одговориме, да сме честити пред граѓаните, да одговориме на вистинската реалност. Не, тезата ја слушаме секојдневно од вас и таа е разбирлива и така и треба, политички противници сте. Нема, господине Младен. Што очекувате во вториот круг? Не, тезата е следна, ќе ви одговорам и на второто прашање за вториот круг што очекуваме. Тезата е јасна. Овој ист човек пред 2 години велеше дека двајца негови министри се под истрага за сомне за корупција. 2 години потоа ние не ги видовме тие кои се министри. Овој истиот човек велеше после оние скандали во оној фондот за технолошки развој кога имавме распределба на средства фамилиарна, самиот излезе и рече ако ги сменам, ќе немам со кого да работам. Замислете сега истиот тој човек копија од еден филм зема метла, прави театар со еден поранешен директор во еден од театрите и очекува граѓаните да му веруваат на година дена пред редовните парламентарни избори кога ќе доживе класичен дебакл неговата политика. Па замислете каков е тој кадар. Но на задоволство, зошто разликата меѓу овие две партии е толку мала? Ја тоа не можам да го сватам. Зошто нема повеќе гласови на вашето конто ако ова што го зборувате е така? Па видете, ако излезете на терен, ако поразговарате со нашите согласни... Зошто не го акумулирате тоа незадоволство за кое што сега зборувате? Ама ние го акумулиравме со 42,5%. Со 319.000 гласови. Со 320, што е многу повеќе од изборите во 2004-та и многу повеќе од изборите во 99-та година. Ке видиме сега вториот круг, еве ме прашавте што очекуваме. Очекуваме победа во вториот круг, очекуваме дополнителна мобилизација и на активистите и на граѓаните, затоа што голем дел од нив во изминативе денови ми се јавуваат и ми велат имате наша поддршка, првиот круг не излеговме затоа што знаеме дека вториот круг одлучува, па погледнете и контактните емисии, слушнете и контактните емисии кај вас е овдека на вашата телевизија. Масовна е поддршката. Луѓето нема доверба веќе во Зоран Заев. Денесната реалност, знаете која е? Полициските сили на терен, претреси и упади во домови на луѓе кои што се блиски или некако се поврзуваат со ВМРО ДПМН. Во владата имаме неофицијални информации дека се собираат бизнисмени, денеска биле сопственици на текстилни компании, беседи држеле определени министри од владата, упат е направен во дуќаните на нашиот потпредседател од страна на инспектори на УЈП блиски до семејството кој што денеска управува со владата. Ете таков е овој втор круг. Но и тоа нема да спречи пораз и дебакл на Стево Пендаровски, затоа што народот
не сака да го вика така како што го вика Стево, затоа што народот не се сурати, затоа што народот препознава кога е лага и неправда. Победа на вашиот Се кандидат. разбира дека очекувам победа. Дали ќе се повлечете вие од вашето председателско место доколку Силјановска загуби на председателските избори? Ова прашање 17 пат ми го поставувате, истиот одговор ќе го дадам. Поголемо прашање треба да му поставите на овој човек кој што кажа дека во 2060 година кога ги изгуби ќе ја напушти политиката. Не, сега вас ве прашувам, кога ќе дојде ќе го прашаме Еве господин прашате Заев. од него нема никакво. Еве јас ќе ви кажам, после овие председателски избори вчера имав состанок на Централниот комитет, разговаравме околу актуелната политичка ситуација, ќе имаме предпоставувам Централен комитет и после вториот круг, секој ќе си поднесе извештај од сработеното, доколку Централниот комитет одлучи дека јас треба да сносам одговорност или не треба да сносам одговорност бидејќи ќе победиме, тогаш што е тоа, но јас воопшто не размислувам на таа варијанта. За мене представува единствена опција победа на Гордан. Не ради ВМРО и Христијан, господине Младен, ради Македонија, поради граѓаните, тие се незадоволни. Зошто тоа не го гледат? Ја разбирам определена мала група луѓе околу Зоран Заев кои што имаат ситен интерес. Но верувајте ми, огромното мнозинство не живее стрекно. Огромното мнозинство во оваа држава мисли дека Македонија не се движи во правилна насока. Огромно мнозинство. Инаку ја разбирам мала група клиентелисти околу Зоран Заев. Каде го гледате огромното мнозинство? После референдумот велевте 1.200.000 гласачи се против Преспанскиот договор, се против политиките на Зоран Заев. Каде се овие 1.200.000 на вашето конто? После референдумот ние кажавме дека народот одлучи гласно да молчи. Затоа што, како што еден близок соработник на Зоран Заев, некои прашања не заслужуваат одговор, кажуваше. И кажавме дека нема процес од легитимитет. Народот не му даде легитимитет на капитулантскиот процес на Зоран Заев, кој што го водеше така како што го водеше. Сме го коментирале, тоа се абоминато, тоа не се навраќа назад, 100 пати сме го кажувале тоа. Но на кое што сега ние го имаме политичка реалност. Каде е оној квантум од 900.000 гласови што не отишле никаде? Од 650.000 гласа. Каде ни Тоа? Тоа ви реков, ќе го прашаме Заев кога ќе дојде. Сега зборуваме за ова. Јас вас ве прашам, или не мора да ми одговорите, јас ќе ви дадам одговор. Ќе видите во вториот круг, ќе видите на следните предвремени парламентарни избори. Добро, што очекувате во вториот круг, од кој квантум на гласови или гласачи да добиете поголема поддршка за да може да победите? Од сите оние граѓани во Република Македонија кои што денеска кога ќе си го постават прашањето каде се 500 евра просек плата, каде се 100.000 просечна плата за докторите, дали навистина одиме напред по принципот на Мирчо Свињарникот евро за вице, евро за црквата, дали живи луѓе ќе јадеме на вистинската иднина за Република Македонија или нешто друго. Но дали истото го зборувавте и во првиот круг, па ги нема гласовите сега. Што ќе се промени наеднаш сега во овие 2 недели? Дали имаме навистина повисоки субвенции за земјоделците? Дали имаме навистина повеќе работни места? Дали граѓаните во Република Македонија имаат повеќе пари? Што ја слушавме во првиот круг од вас. Каде се, зошто не излегува тогаш да ви ја дадат поддршката? Или она кој што ние го нудиме, а тоа е правда, вистинско одење напред, со вистински проекти, со економија која што ќе биде одржлива, економија која што ќе биде предвидлива, повеќе пари за бизнисот и така натаму. Да, разбирам. Не ми одговарате на прашањето зошто во првиот круг тоа го немате, ама да не се враќаме, пошто веќе кажавте. Кога се угастат ТВ приемниците и социјалните мрежи, кога секој граѓанин ќе си го постави ова прашање, ќе го добие одговорот, а тој одговор ќе значи поддршка за едната или другата опција. Јас верувам дека најголемиот дел од граѓаните во Република Македонија одговорот ќе биде дека треба да се поддржи правдата наспроти сите овие неправди во Република Македонија. По кој основ очекувате и дали очекувате албански гласови на контото на Силјановска? Дали по етнички состав ќе ги делиме граѓаните? Не, сега само ве прашувам по кој основ очекувате албански гласови на контото на Силјановска? Видете, ние национално романтични понуди не правиме. Ние нудиме за сите граѓани во Република Македонија иднина и вистинско чекорење напред. Проекти кои што ќе значат подобар живот. Ние не нудиме национал романтични платформи. Каде е денеска канализацијата во Рачино? Сте прошетале да видите? Каде е денеска автопатот? Помалку или повеќе комично беше на една конкурентска телевизија кога одговараше премиерот, автопати што граделе, кои не знаеше да одговори, па потоа регионални. Па кои се тие регионални, па и тие не знаеше, па спомене на водовод во една општина кој што патем го почна владата на ВМРО да помага. Сакате да кажете дека нема да одите со посебна понуда до албанскиот политички блок или до албанските гласачи? За нас граѓаните во Република Македонија се прв приоритет без разлика на нивниот етнички контекст, дали се македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, срби или останати.
Ние се бориме за правдата, ние се бориме за економски развој, Македонија е технолошки тигар на Балканот, но за вистински вредности, а не за овие искривени вредности луѓе кои што стана заковани во минатото. Па вие гледате, почна да вадат... 10 години ВМРО ДПМН владееше со ДУИ на база на Мајскиот договор, кој што беше пред се етнички договор. И сега, сега да зборуваме за граѓанство, тоа е одлично, добро што го зборувате, меѓутоа, како ќе го извлечете корпусот, познавајќи ги претходните политики на ВМРО ДПМН и ДУИ? Господине Младен, за сите погрешни политики во минатото, од тие 10 години кои што вие кажувате, Зоран Заев е веќе 2 години премиер. И Зоран Заев велеше ова не чини, и ако ќе дојдам премиер, ќе понудам решение за ова што не чини. Ние 2 години го гледаме како се препелка и не само што не понуди, него и полоше секој ден. А резултатот од сите тие промаршени и неисполнети ветувања и очекувања го видовте сега на изборите. Ќе го видите во вториот круг, а ќе го видите и на следните предвремени. Ја можам да зборувам за вас. Значи очекуваат добро. Ја можам да зборувам. Сега сакам да ве вратам на едно друго прашање кое што е важно. Не. Зоран Заев, ова е многу важно прашање, бидејќи се однесува на сите граѓани, се однесува и на албанската етничка заедница во однос на законот за јазици. Поднесовте кривични пријави за начинот на кој што беше носен законот за јазици. Како партија, мислите дека има проблем во суштината на законот или во начинот на кој што беше донесен? И ова сме го коментирале во неколку наврати во минатото. Еве, ако сакате и за тоа ќе зборуваме. Ние повикавме и тогаш, и денеска, и во иднина ќе продолжиме да повикуваме дека на нашите сограѓани им е потребна економија, нови работни места, подобар живот, правда, а не селективна правда што е денеска секој невие. Ајде луѓе да седнеме, да договориме уставна процедура за тој закон, фамозен за јазици, немојте вака да ги кршите правилниците, деловниците, законите и така натаму. Ајде да го направиме како што треба да биде уставен. Немате против суштината на законот на јазици? Ние имаме против процедурата и ние, пошто споменавте за кривичните пријави, ние поднесовме кривични пријави за процедурата. Имаме против суштината која што е неуставна. Дајте да ја направиме уставна. Ете тоа ние велеме. Имате против суштината за законот за употреба на јазиците, која што е неуставна во делот на процедурата или во делот на суштината на законот и она што се вели закон? Има иницијатива поднесена во Уставен суд и во таа иницијатива јасно и гласно стои кои се нашите забелешки што мислиме дека се спротивни на уставноста и така натаму. Инаку ќе потсетам, значи барате суспендирање на законот за јазици? Бараме Уставниот суд да постапува според уставот и законите во оваа држава. Бараме од председателот на собрание да постапува според уставот и законите. Тоа баравме, ние не баравме ништо. Дали тоа значи дека ако утре сте премиер и имате мнозинство, дека тој закон ќе го поништите, односно ќе го надоградите со нов закон кој што ќе биде порестриктивен за правата? Како да ви кажам? Не, ве прашувам затоа што навредувачки ова прашање, не ве прашувам, како може едноставно е прашањето. Дали ако сте премиер и ако имате мнозинство во парламентот, ќе го укинете овој закон и ќе донесете друг кој што мислите дека е подобар во својата суштина. И на студентот прва година на правниот факултет му е јасно дека за овој закон треба бадинтер. Кој да биде премиер утре заутре, ако овој закон се прогласи од страна на Уставниот суд дека е уставен, може да го врати само доколку има бадинтер, не може поинаку. Како замислувате вие, било кој иден премиер не мора да е Христијан Мицковски, нека е Зоран Заев. Како мислите да го врати, ако нема услов бадинтер? Значи вие би сакале да го направите тоа, меѓутоа доколку и вашиот коалицијски партнер, условно речено некој друг, се согласи со тоа. Така? Не би сакал да одговарам на хипотетички прашања кои што нема никаква врска со темата. Вие ме прашавте за уставноста, ја ви дадов одговор за уставноста. Дали утре Христијан Мицковски ќе биде премиер, ако Уставниот суд прогласи дека е уставен законот, тука се вршува работата. Како можам ја нешто што Уставниот суд кажал, а е највисок орган во државата, дека е уставно да го враќам назад? Тогаш би ги кршил законите, тогаш би бил ист како Зоран Заев. Вие ме терате да бидам како Зоран Заев ист? Па не би сакал, одбивам јас тако да бидам. Не, јас само прашувам за законот за употреба на јазиците, бидејќи кажавте многу забелешки во однос на тој закон, дали доколку сте власт ќе се трудите да го промените? Господин Младен, доколку Уставниот суд одлучи дека овој закон е уставен, тука завршува процедурата, не ве разбирам што. Но доколку не е одлучи дека е уставен, тогаш треба да се постапи по насоките на Уставниот суд. И тука е завршено. Тоа е на студентот прва година на правниот факултет му е јасно. Ја не сум студент правник, јас сум инженер и ви го кажам овој одговор.
Добро. Сега, ако вие ме поставувате хипотетичко прашање, што да го Нормално дека одлучите да ги Вие кршите пледирате законите? да бидете власт утре во оваа држава и нормално е дека власт треба која што пред ќе граѓаните почитува и пред устав, гласачите да ги закони, имате овака. која што ќе почитува процедури, не планирам ваква власт да бидам. Се Добро, разбира. дали ќе го почитувате законот за употреба на езиците онака како што е донесен? Доколку Уставниот суд одлучи дека овој закон е уставен, не јас, секој граѓанин ќе го почитува, како не ме разбира. Што треба ние да направиме? Да не го почитувам уставот, ме терате да кршам уставот, да ги кршам законите? Не, таков политичар како Зоран Заев ја нема да бидам. Јас ќе ги почитувам Не, уставот се и разбира дека законите. ништо не ветирам, јас све прашувам. Па ми го поставувате Кажавме, прашањето не- исто, кое што трет пат ви давам исто одговор. Во однос на Преспанскиот договор, изјавивте дека никогаш нема да го употребите името Северна Македонија, Придавката. придавката Северна Македонија, с придавката Северна на името Македонија, меѓутоа тоа е сега уставното име на Република Северна Македонија. Што значи таа ваша изјава? Не можам до крај да ја одгатнам. Нема да го употребувате, ќе го прифатите, ќе го подпишувате, меѓутоа нема да го употребувате. Може да ни ја објасните? Многу е јасна и прецизна и сум ја коментирал повторно, ќе кажам, во неколку наврати. Може ми повторно, ако сакате истото тоа да го искоментираме, но мислам дека проблемот е во самото почнување на целокупната оваа процедура. Еве ќе тргнеме од самиот почеток. Ајде да видиме кој беше мотивот на Зоран Заев да тргне во една ваква авантура. Македонија да биде дел од НАТО, Македонија да отпочне да преговори со Европската унија, да му се дозволи да го промени законот за јавни набавки и Советот за јавни набавки за да може да врва тендерите во 4 очи, да може судот да одлучува поинаку од тоа што требаше да одлучува, да може да стане он премиер. Ајде да видиме што беше вистинскиот мотив да ние дојдеме до еден ваков договор. Затоа што се сеќавате, тој човек како опозиционер се колнаше во жицата. Лично на првата лидерска средба тврдеше дека ова што го направи нема да го направи. И на втората лидерска средба тврдеше дека ова што го направи нема да го направи. Но го направи. Сега имаме реалност во држава на начин на кој што е донесена. Тоа е Преспанскиот договор имплементиран. За нас, како политичка партија, за мене како политичар, тоа е капитулантски договор. Но за да јас ја променам оваа реалност во Република Македонија, мене ми се неопходни 80 пратеника и бадинтер. Ја не можам да излезам пред граѓаните во Република Македонија како политичар и да ги лажам за да дојдам да станам премиер, за да можам да крадам или па да реализирам некаков друг клиентелизам, а од друга страна да правам спротивно тоа што сум го ветувал како опозиционер. Тоа ја нема да го направам. Значи имаме дека ќе го опција. прифаќате. Ако сакате, па нормално дека ние не сме талибанци да вадиме табли, еви до ден денеска ние учествуваме во рамките на собранието кое што има новата придавка. И нормално е дека така па ние земаме плата од Министерството за финансии на каде што стои новата придавка. Земаме пензии, функционираме во институциите со новата придавка. Ако е тоа за вас прифаќање, да, но не ме терете да ја користам таа нова придавка. И не ме терете да не бидам неискрен и нечестит пред граѓаните. За да се промени оваа реалност, некогаш, кога ќе има можност, мене ми се потребни толкав број на пратеници и тој устав да го исполнам. Доколку тоа го нема, се разбира дека не можам да променам таа реалност. Малку премногу популистички зборувате за зборувам еден лидер на новото време. Велите, нема да го употребувам, но ќе го почитувам и ќе го прифатам. Каде е тука политичката прагма? Ево, ајде ќе се обидам повторно да Ајде, дадам одговор. молам, затоа што на не вашето разбирам. прашање. Вие нема да го употребите, тоа е популизам, ама ќе го кога ќе земам плата, тогаш може Ама да јас ми се сега земам плата на Универзитетот Свети Кирил и Методи преку Министерството за финансии со новата придавка. Ја и сега земам плата. И јас не можам да бидам лицемер и да кажам дека не е ова вистинската реалност во Република Македонија. Да, тоа е реалноста. Затоа што ја и сега земам плата од тоа министерство. И вие земате плата во приватна телевизија, каде што, да речеме, или плаќате данок во Министерството за финансии на државата со новата придавка. И земам плата, и моите родители земаат пензија. Да, но ние не рековме или други не рекоа дека нема да го почитуваат. Не, само сакам да ви кажам дека тоа е реалноста во Република Македонија моментална. Ако сакаме оваа реалност да ја промениме, ја не можам да се колнам во жицата, во дедовината и во татковината дека ќе ја променам, само за да станам премиер, да манипулирам
лицемерно со гласовите на моите сограѓани, а утре кога ќе станам премиер да речам извинете, ја не можам да ја променам. Да, можам да ја променам. Ама ова е патот. Доколку ние не одиме по тој пат и немаме 80 пратеника и немаме бадинтер, за жал, ние ќе продолжиме да земаме плата од институциите кои што ја имаат новата придавка и за жал ќе продолжиме да функционираме во институциите со новата придавка. Тоа е условот. Многу честно, четврти пат ова го повторувам во последните 4 интервјуа. Не знам што е тука популистички. Напротив, многу прецизно и многу конкретно пред граѓаните како понуда која што дал. Еден друг политичар, ако се сеќавате, се колнеше, па велеше ајде мајката го донеле овој за ова да го смени, или пак се сеќавате на ние жици, гитари, не ми ја чепкајте, ке талкам по времето, изгубен во семето, се сеќавате на тие поетизми, романтизми, есеи од минатото. Каква е денеска реалноста? Немаме ниту почеток на преговори со Европската унија, ниту пак ќе добиеме, само ако ми дозволите. Немаме никакво зголемување на квалитетот на живот на нашите сограѓани, нема нигде 500 евра просек плата, нема реновирани болници, клиники и градинки, немаме 100.000 денари за докторите, напротив ги полнат клиниките по Европа и светот. Болна е реалноста, господине Чедиковски. Поминав 10.000 километри за оваа кампања. Болна е реалноста. Земјоделците во Ресен ги сечат дрвата за огрев. Затоа што 1 денар јаболка, 1 килограм јаболка, 1 денар. Одете во Малешевија, пиенес да ви ја кажат судбината, одете во Коченените, што се случува со ризот, со пченката, пченицата, оние во Росома со праските. Болна е реалноста. Луѓето мака мачат, се пакуваат цели семејства на пуштата. Не сме на предизборен митинг, тоа можете да го зборувате. Не, господине Чедиковски, ова е слушнавме реалноста. повеќе пати го слушнавме, но сега од целото ова што го кажувавте за името, само можам да сватам дека вие си го прифаќате новото име на Република Северна Македонија, како такво, и како такво утре, доколку сте премиер, ќе подпишувате и меѓународни договори и ќе го носите на своите беџови, значки и така натаму. Господине Младен, вие сватете го како сакате. А јас кажав што имам да кажам на вашето прашање. Дали е ова точно што јас го сватив? Мислам дека дадов одговор на вашето прашање. Добро. Ако сакате го повторам одговор. Не, нема потреба. Добре. Нема потреба. Ќе заклучат сами гледачите. Точно. Доставаме гледачите да заклучат. Тука правиме една мала пауза за реклами. Добро, повторно во студиото на телевизија 24 разговараме со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Ми се наметнува уште едно отворено прашање кое што ги обременува односите власт и опозиција, секако и граѓаните и целата политичка сцена, тоа е и нината и судбината на специјалното јавно обвинителство. Правите ли пазар за специјалното јавно обвинителство со власта во однос на тоа како би изгледал и дали би се достигнал цензусот на изборите, или овие две прашања ви се сосем одвоени? Политичка трговија ниту била, ниту па некогаш ќе биде на дневен ред во моето функционирање како председател на ВМРО ДПМН од таков тип. Низок и непринципиелен, како што вие алудирате, пледирате во моментот. Јас, она кој што можам да го кажам е дека ние имавме принципи. Тие принципи јавно ги соопштивме на македонската јавност. СДСМ ги прифати тие принципи. Седнавме на маса, свативме дека повторно не ја говореле вестината, не само што не ги прифатиле, туку се обиделе со краток политички маневар да седнеме на иста маса со нив. Ние тоа го знаевме, уште која рекоа дека ги прифаќаат и министерката и премиерот, дека нема никаква врска тоа со реалноста. Седнавме на маса, видовме дека нема никаква врска со реалноста. Еве, ја користам оваа прилика, веднаш нека ги прифатат нашите амандмани, додиме во собрание, уште пред да се случи вториот круг и да... Дали тука клучен е оној амандман дека истрагите кои што се после рокот предвиден со Пршинскиот договор треба да отидат во јавното обвинителство? А не да ги процесуира понатаму специјалното јавно обвинителство? Не, сега ќе обидам да ви... Ме интересира тој сегмент. Накратко за кои се принципите и што се нашите сугестии, за да биде појасно. Значи, првата наша сугестија е дека овој неуставен елемент, како што е сега ВАКОВ, СЈО, специјалното јавно обвинителство, нема да постои, односно се бара начин да влезе во рамките на јавното обвинителство. Нашиот став, принципелен е јасен. Велиме вака. Имаме оделение за корупција и криминал, организиран криминал и корупција, да го споиме. Зошто да креираме ново оделение, кое што повторно ќе биде определен политички компромис. Ајде да го споиме и да функционира во рамките на јавното обвинителство како што би требало по закон и по устав да се функционира.
Тоа е нашиот Но прв и принцип. се е веќе во закон и во устав. Не е во устав, далеко тоа, напротив, е надвор од уставот, и ако го прочитате уставот ќе видите дека Но не е неуставно, постои затоа во имаш државата- иницијатива и пред уставен суд. Не е одлучувано по иницијативата. Има иницијатива, но не е одлучувано, не е постапувано. Добро. Јас се плашам дека ако се постапува, дека нема да ја зборувате и вие вистината, туку Зошто напротив овие ќе се истраги? одлучи. Зошто Ако ми- сте толку заинтересирани тие истраги што се по истекот на рокот дека не треба да се процесираат ако таму има докази или индиции кои што можеби укажуваат на тоа дека постои криминал? Еве ќе ви одговорам и на вашето прашање. Тоа е третиот наш принцип, ако ми дозволите. Првиот принцип е да го инкорпорираме специјално јавно обвинителство во рамките на оделението за организиран криминал и корупција. Не гледам никаква причина зошто некои обвинители би биле попривилегирани од другите. Зошто некои би земале 3 пати поголема Добро, плата од затоа што другите. некои покажале поголем интегритет, Ама не други 3 помал пати- и така не 3 пати поголема. Знаевме какво беше обвинителството претходно, не знам сега дали се направени реформи таму. Видете, господине Младен, Мислам, сите На- сме сведоци на за тоа како универзитетот- функционираше обвинителството. еве, на универзитетот јас каде што работам, нема редовни професори со 3 пати поголема плата од други. Во судството имаме поуспешни и помалку успешни суди. Немаат тие 3 пати поголеми плати, овие се со 3 пати поголеми. Ние велиме во ред да има награда, 5, 10, 15%, ама не може 3 пати. Ајде ресурсите да ги изедначиме и да видиме. Тоа ние го бараме. Зашто повторно да создаваме? Второ бараме јавен обвинител да биде на предлог на опозицијата. Барањето на Зоран Заев, и тоа не велиме сега. Еве нека биде со одложено дејство. Ама да го ставиме како принцип, да го поминеме. Јавен обвинител на предлог на опозицијата. Они ќе речат, ама тоа не е уставно. Затоа што владата предлагала до собранието. Добро, ние велиме опозицијата ќе предложи до владата и формално владата ќе го предложи до парламентот. Има начин. Ако се сака. Еве не мора ние. Вие го ќе бидете опозиција. Еве, пошто сега го отворивме судство како пупка, во Советот за реформи во судството го води премиерот и случајно таму на 1 април беше помилуван од страна на апелација, но тоа е една друга тема. Видовме дека главните забелешки ни се точно толку од судството и од Стејт департментот и од Европската унија, бидејќи е отворено баш како пупка. Еве ние велиме дајте да имаме checks and balance, да имаме спреги и кошници, барем во јавниот обвинител нека биде предложен од страна на опозицијата Добро, до владата. да се вратиме, И да, третиот го знаеме принцип, барањето, ајде, велиме само ве вака, молам тука да ги... Предлогот и сега е да не важат бомбите, да не бидат тие докази. Ние велиме вака, се што е до 30 јуни 2017 согласно законот за специјалното јавно обвинителство, нека се заврши, нека се има завршница, нека се систери така натаму. Се што е постем тоа, треба да се покрене одговорност. Зошто некој постапувал спротивно на законите, некој неовластен тужител, ја злоупотребил својата службена позиција и должност и отпочнал предистраги, истраги и дури поднесол определени обвиненија и зошто некој од судиите ги прифатил тие обвиненија. Знаеме зашто, затоа што во јавноста се создала таква клима. Ние велиме вака, вратете ги кај овластен тужител. И тој овластен тужител е јавниот обвинител. Нека постапува според допрен глас. Впрочем, не можеме ние да интервенираме во процесите. Можеби тие дела, овластениот тужител, ако постојат дела, ако постојат докази, нека си ги соберат доказите, ние не сме против тоа, нека си ги собираат доказите, нека си прибираат на овој начин имам чувство дека спасувате луѓе од власта. Не, видите, имате погрешно чувство ако така Не, мислите. Не спасувате луѓе од власта, нити од бидејќи опозицијата. во добар дел од тие, во дел од тие случаеви е на пример Али Ахмети за пописот или за Бујар Османи пациент. Функционира ли врската ВМРО ДПМН ДУИ тука која што сега и за тоа ја држи оваа ситуација на ова ниво? Да, ќе ви дадам одговор. Што го спречува јавниот обвинител по допрен глас да постапува по тој предмет? Правно. Да прибира докази, отвори истрага. Знаете зашто ја прашувам? Затоа што ако го видите однесувањето на Талат Џафери кога Трајко Велјановски требаше да се одземе имунитетот, на сите ни е многу јасно што тука се случува. Дали мислите дека на овој начин вие ги подгревате тие сомнежи? Не, господине Младен, тоа се политички и троштини по принципот на Итарпео и теорија на заговор. Јас сега се обидувам. Политичка и троштина беше тоа што го направи Талат Тоа Џафери што вие сега се обидувате, тоа што вие сега се обидувате да го ставите на маса и да ставите знак на равенство. Јас сакам да ви кажам, изборувам исклучиво со правни аргументи. Без да отварам теории на заговори, без по принципот на Итарпео да верувам што ако е ова вака, така. Не, ја велам вака. Еве, имаме индиции дека има случај.
Имам индици, подопрен глас. Јавниот обвинител има индици, допира гласот до Но јавниот барате обвинител. да се поништат доказите кои што претходно се собрани Не, во тие истраги. Ама кој вели да се поништат? Да не се поништат Ама доказите. кој вели дали да се не се поништат или да се поништат? Имаме допрен глас до јавниот обвинител. Јавниот обвинител е тој кој што треба да докаже, да отпочне предистрага, истрага и доколку има докази да си отвори обвинение. Не вашиот адвокат, адвокатот кој што е дел од раководството или членството на ВМРО, Менкиновски, кој што е дел од преговорите, вели дека тие докази не смеат да важат. Дали вие мислите дека прибрани докази во кои што се докажува или индицира криминал, смеат или не смеат понатаму да бидат? Повторно импровизира. Простете ми, дозволете ми, се извинувам однапред, но навистина не е таква, не е окажал тоа господин Антони Менкиновски. Господин Антони Менкиновски рекол вака: доказите кои што се темелат на нелегално прислушкуваните материјали ќе бидат отфрлени од Меѓународниот суд за човекови права, бидејќи се од неовластен собирач, како да ги кажам. Сите докази се темелат врз база на разговорите. Не. Разговорите се индици, а се темелат врз база. Во еден господине период, Младен, беа прифатени еве, и јас ќе ви кажам, бомбите како докази. ама не е Не така, зборуваме за сега. ама не, ве Сега молам зборуваме вие. за материјалните или доказите од страна на испитани сведоци и ситуации кои што можат во понатамошна постапка да го докажат криминалот. За тоа зборуваме. Ама од кого се Зошто собрани некој тие би се докази? плашал од тоа? Ама од кого се собрани тие докази? Тоа ве прашувам. Знаете ви од кого се собрани тие докази? Од специјалното јавно Од обвинителство. неовластен тужител, од човек кој што нема легитимитет. Тоа е исто како јас и вие сега да почнеме да собираме докази овдека во просторијава, надвор од просторијава. Истото е тоа. Јас затоа велам. Значи ова Се значи што е- доказите после 30 јуни да не важат. Тоа сакате да ни го кажете. туку овластен тужител, јавниот обвинител Да, си но во постапува. пракса ова ќе значи дека тие докази нема да важат. Тоа вие го И ќе кажувате. треба одново да се испитуваат сведоци Ама- да се. ама тоа Па јас вие го поинаку кажувате. не можам да го сватам ова. Не, господин Младен, па имавте на Значи ќе емисија. важат доказите, да важат доказите. Ама имавте тука на емисија, мислам дека професорот Калајджиев убаво даде аргументација што ќе важи, што нема да важи, што значат процеси, каде тие процеси треба да се распределат, што е неовластен, што е овластен тужител. Како сега, јас и вие да собереме доказ и да отидеме и да Добро. покренеме обвинение и да почнеме судски процес на сила и да речеме дека тоа е согласно правото. Ве молам да разговараме со Добро, правни еве наречете аргументи. ме неук или ја не разбирам доволно, не сум доволно паметен, ја не можам да ве сватам сега доказиве ќе важат или нема да важат. Какво е вашето барање? Јас и Еве вие- кажете ми го вака едноставно како Токму на тоа е, како на господине- човек што е неук. Господине Младен, токму тоа е проблемот во оваа држава, што политичарите кажуваат дали доказите важат или не. Ние велиме јавниот обвинител треба да каже. Зборуваме за докази кои што се прибрани од обвинител. Точно, и тука треба Не да зборуваме каже. за докази кои што се прибрани од политичар. Точно, ама тука Кој треба да точно каже. кажете ми дали ќе важат или нема да Ама- важат. Што е вашето барање? Немаме ние барање. Ние велиме вака. Јавниот обвинител е тој кој што треба да цени подопрен глас дали има дело или нема дело, а не ние политичарите. Не неовластениот тужител во случајов. Ние имаме јавен обвинител кој што сакаме да биде јавен овластен Значи тужител. јавниот обвинител да цени дали прибраните докази може да ги употреби во неговата постапка, Точно. таа што ќе Подопрен глас. делегира на следниот Точно. овластен обвинител. И да знаеме дали процесот Добро, па ова многу ја олеснува ситуацијата. Ако вие се согласувате доказите кои што после вие сте во преговорите, знаете Не, каква е јас ситуацијата? велам, ја олеснува ситуацијата во однос на она што се вели преговори власт опозиција, ако добро ве сваќам. Па нека го прифатат тоа вие од власта и да завршиме работа одма, ние тоа го бараме. Дека јавниот обвинител ќе ги прифати доказите доколку смета дека се релевантни Тоа што и јавниот потребни обвинител за има допрен за глас, постапката. еве вие велите за Али Ахмети, стига тој допрен глас, сите вие го допирате тој глас до јавниот обвинител. Јавниот обвинител ќе се оцени дали тој и на крајот од денот може јавниот обвинител да оцени дека тој процес не припаѓа во тоа одделение или во во специјалното јавно обвинителство или во организиран криминал или во некој друг. Може дека биде во основното јавно обвинителство Тетово. Ние не можеме повторно да правиме грешка што е направена. Ние треба од таа грешка да извлечеме поука и да ја коригираме. Тоа е она што ние го бараме. Не бараме селективна правда. Ние бараме излезе јавниот обвинител. Рече, слушани сме луѓе, излезе министерот за внатрешни работи господин Спасовски, рече да, на сигурно се разговорите. Хајде да видиме дали имаме ние индиции дека таму имаме сторен криминал.
дека се нарачени обвиненија, дека се диктирани судски пресуди. Ајде да видиме што има во тие разговори. Периодот е од 2016 до 2018. Ајде да видиме каде се потрошени парите во специјалното јавно обвинителство до сега. Јас тоа го зборував не на емисија, ќе повторам и тука. Во Соединетите Американски држави денеска се бара отчет од господинот Милер, кој што го истражуваше случајот со претседателот на Соединетите Американски држави, каде се потрошени 35 милиони долари. Имаме ли јас и вие право да прашаме, па што е толку тешко? Хајде да види, ние имаме индици дека таму се злоупотребувани средства, дека е работено спротивно на закон, дека се уценувани луѓе. Хајде да видиме дали е тоа точно, да провериме. Да видиме зошто на почетокот... Ако вашиот слоган Правда за Македонија се однесува и на тоа, апсолутно тоа се нашите правдата амандмани, треба да постои во сите сегменти. Тоа се нашите амандмани. И тука нема ништо спорно. И ние не велиме да не бидат обвинителите, ние велиме вака, ајде да имаме процедура во која што ќе се договориме како ќе ги бираме идните обвинители кои што ќе бидат дел од тој нов орган или кои што ќе бидат дел од одделението за гонење на висок организиран криминал и корупција. Ајде да видиме, да определиме процедура, да видиме како тоа ќе го направиме. Да не биде тоа политички договор, да не биде ние политичарите повторно ги држиме во обрач судиите и обвинителите. Не сакам, затоа што видите проблемот е тука, што токму политиката има големо замешателство и во реформи, и во судство, и во обвинителство, не сега, зборам за години назад. Сега е кулминацијата. Благодарам. Повикувате на правда преку слоганот, а велите дека оние што упаднаа во собранието на 27 април се патриоти. На неколку пати тоа го имате изјавено. Мислите ли дека поинаку можеше да се завршат тие судски процеси во кои што луѓето се обвинати и осудени за претходно сторени насилства? Сме го коментирали тоа многу пати во минатото, еве повторно ќе го искоментирам и сега и во вашата емисија. Не велиме луѓето кои што е документирано дека сториле насилство да не бидат обвинети за насилство, но не и за тероризам и акт против уставот. Никој за тоа не разговара. Ние имаме поинаков принцип. Ние велиме да, секој што се огрешил пред законот, сторил насилство, учествувал толпа и така натаму, да одговара за тоа. Никој не го рекол спротивното на тоа. Нити пак ја, нити пак некој официјално лице. Тие луѓе за малку ќе го убија претеникот Зијадин Села, например. Ама тие луѓе се сосема други од овие кои што тие беа гонети за обид за убиство. И тие си имаат затворски казни, си имаат пресуди и така натаму и така натаму. Но да јас да вака да ви дадам и за тоа одговор. Знаете дека дел од поротниците си дадоа оставки затоа што не се сложија со процесот како е воден и со донесената пресуда дека без консултација со нив, дека веќе била донесена, по нив биле терани да дигаат два прста. Тоа беше, тие рекоа дека се повлекуваат со здравствени причини, јас само заради јавноста да кажам, ако имате вие друга информација, слободно споделете. Не, затоа што гледам од преска цело време имаме политички моментуми и троштини политички, а за ова немате информација. Не, само имаме информација и рековме дека тие рекоа дека се повлекуваат поради здравствени причини. Тука не а е јас реков, чудно. ако вие имате друга информација, споделете. Тука не е чудно, како вака веднаш после случајот се повлекуваат здравствени причини. Еве, Мене ме прашувате? па да ме прашувам. Не ви е чудно тоа. Не, јас сум новинар, јас прашувам. вие прашувате. Јас само кажав заради гледачите, за да не испадне добре, во најмала рака јас би ги имате охрабрил. право на политичка теза за тоа. Јас би ги охрабрил да ја истражат вистината. Во најмала рака би ги охрабрил за тоа. Добре, благодарам. За сега ќе ги повикам студентите од правниот факултет и од другите факултети да постават некои прашања до нашиот гостин. Ве молам микрофонот, повелете. Илија Маринковски, студент на правниот факултет, политички науки. Сакам да ве прашам, господин Мицковски, дали се надзира нова коалиција помеѓу опозицијските партии на следните парламентарни избори? Во принцип, би сакал новата коалиција да се реализира на политичка платформа која што вистински ќе понуди иднина за Македонија, затоа што мислам како човек, како професор универзитетски, како граѓанин, родител, другар и така натаму, во Република Македонија кој што одлучил да ја гради својата иднина и иднината на своето семејство, дека ова држава повеќе нема простор за политички манипуланти од типот на Зоран Заев. Секој оној
кои што сака да се обедини околу вистинска иднина за сите граѓани, иднина базирана на вредности, на ние вистински вредности, е добре дојден. И е дел и ќе биде дел од таа коалиција. Ако ме прашувате за политички партии, сите оние политички партии кои што ќе се одлучат и ќе се охрабрат да прифатат на ваква платформа, ваква програма, се добре дојдени. Јас сум убеден во тоа дека ВМРО-ДПМН ќе биде партијата и коалицијата на ВМРО-ДПМН ќе биде коалицијата која што ќе биде најбројна во следниот парламент во Република Македонија. Благодарам. Да, ќе ве замолам, господин Мицковски, по блиц да бидат одговорите на овие прашања, бидејќи малку веќе газиме со времето. А имаме и платени политички пореки што ќе мора да одат. Добро вечер, јас сум Виктор Јакимовски, јас сум студент на политички науки на правниот факултет. Јас имам едно прашање со мало подпрашање. Пред малку со господинот Младен се фативте за бројки, така да ме интересира дали вие мислите дека избирачкиот список е реален, тоест бројката од 1.808.000 кусур. Да, ја мислам дека е реален гледано од легалистички пристап, бидејќи беше ставен на увид, има процедура, сите тие кои што мислат дека се или не се обесправени можеа да интервенираат и бројката беше заклучена и таква каква што е, гледано легалистички е таа и ние не можеме да спориме. Сега ако ме прашувате дали физички се тие луѓе присутни во државата и се подготвени, да, мислам дека можеби нивниот број е помал од тој кој што е во избирачкиот список, но тоа е на друга процедура која што се вика попис на население и така натаму, која што треба да се направи за да можеме ние понатаму друг легалистички пристап да имаме и да имаме можеби друга поинаква бројка. Да, другото подпрашање ми беше дали доколку ВМРО победи на претседателските избори, дали ќе бара предвремени парламентарни Очекуваме еднашка да се охрабри господинот Заев и да го држи дадениот збор дека веднаш ќе распише предвремени парламентарни избори. Еднашка. Доколку не ќе напуштите владата? Не сме ние дел од владата. Пардон, од собранието. Да. Политика или не е дел од мојот политички хабитус. Кај мене политиката е и. Ние ќе останеме во рамките на институциите и ќе се бориме за правата на граѓаните, затоа што мислиме дека само таму е вистинското место каде што ние треба да ги вкрстиме нашите политички аргументи. Добро, благодарам. Може уште барем едно прашање? Добро вечер, господин Мицковски. Јас сум Благоје Петровски, дипломиран психолог, магистар по филозофија и магистар по политички науки. Прашањето следно што сакаме да го кажеме, да ве прашам, односно е во однос на неизлезеноста на овие избори. Поради тоа што имаме многу голема неизлезаност и многу голем број на незаинтересирани гласачи. Нели сметате дека оваа реторика што моментално е во денешнава модерна политика во земјава која што е реторика базирана на емотивност, на вредности како што се со голема емотивност како правди, на спас и останати работи, можеби не е толку модерна и дека сте лоши играчи во делот на демократијата, дека можеби треба некоја промена да направите која што ќе биде попрогресивна во однос на тоа за да не привлечете нас како незаинтересирани гласачи? Повторно, ќе се задржам да бидам во одговорот што е можно пократок. Ако го пресликате претседателските избори во Украина, тие бе уште со помала излезеност. Што значи дека ние мора да бидеме честни према гласачите и граѓаните и кога даваме понуда во рамките на законите и уставот да биде таа понуда. Ние можеме да кажеме дека идниот претседател Македонија ќе направи технолошки тигар, дека идниот претседател ќе ги реновира болниците, клиниките, нови училишта. Дали тоа вистински може да го направи? Значи, ние мораме да се задржиме во рамките на она кое што се ингеренции на претседателот и во рамките на тоа да понудиме. Професорката Гордана Силјановска Давкова е пред се човек кој што е исклучително квалитетен правник и она може да гарантира со својот минат политички хабитус, интелектуален хабитус, професорски хабитус и во земјава, но и во странство, дека ќе биде безкомпромисен борец за правото и правдината, дека ќе гарантира заштита на законите и уставот и тоа е она кое што е за нејзе препознатливо. Но исто така, незината исклучителна принципиелност, честитост, незиниот патриотизам секогаш, кој што никогаш не изостанува во минатото. Така да ние во рамките на она кое што со граѓаните го комуницираме, треба да биде она кое што ние можеме да го навистина исполниме. Вие гледате, незиниот против кандидат
влегува во ветувања кои што апсолутно не може да ги испорача, затоа што практично неговиот уставните надлежности не му го дозволуваат тоа право на него. Што доколку, а најверојатно ќе биде така, еве, господинот Пенаровски по некоја теорија ги лаже граѓаните. А најверојатно ги лаже, бидејќи не може тоа да го исполни. Повелете? Исто така и моменталниот председател Ѓорѓе Иванов е исто така правник, мислам професор по право. Затоа мене ми беше идејата повеќе кон тоа дека можеби модернистичкиот пристап во избирање на кандидат за председател, зборувам стрикно за председателските избори, кој што може да понуди некој повеќе, да примаме поголем број на незаинтересирани гласачи со популистички теми. Затоа што емотивната реторика за спас, правда, професори, сме имале веќе многу такви. И мислам дека можеби тука има еден мал расчекор измеѓу тоа дека вие сепак имате и млада популација во земјава која што е интелектуално многу исто така напредна и свесна и дека можеби треба и на нив да им понудите некаков одговор. Ова повеќе како совет го сваќам во ред, но ако гледаме модернистички пристап, можам да ви кажам дека ВМРО ДПМН имаше исклучително квалитетна демократска процедура внатре-партиска при избор на кандидат. Имавме 9 пријавени, 15 дена траеше процедурата, имавме конвенција и така натаму, за разлика од оваа хотел коалицијава, која што со акламација го избра Стево Пенаровски, иако знаеме таму се вртеа други имења, имаше пријавени кандидати и така натаму, не знаеме што се случи. Некако во 5 за 12 исчезнаа сите тие. Така што нашиот беше наистина демократски, современ, модернистички пристап и така натаму. Но она што на оваа држава е неопходно е правдата. И правото, враќање на владењето на правото, враќање на правната држава. Ако вие имате право, владење на право и правна држава, ќе има инвеститори во економијата кои што ќе обезбедат нови работни места, платени работни места, ќе има повеќе пари во буџетот и за субвенции за земјоделците, и плати за докторите, и плати за работниците и така натаму. Благодарам. Благодарам. Има уште некој прашање од некој друг евентуално во публиката? Добро, во окей сме. Само уште едно прашање на крајот. Како го толкувате ова што се случува во исламската верска заедница и може ли тоа евентуално да го загрози цензусот во вториот круг? Не знам, навистина мислам дека ќе бидат успешни председателските избори. Верувам дека ќе бидат успешни затоа што победата на професорката Гордана Силјановска-Давкова не е под знак прашање. Ова е според оние информации кои што ги имам, еден груп упат на еден пратеник од страна на кој што е дел од парламентот на Република Македонија, обид со еден негов сопартиец да направат развластување каде што имаме брутално мешање на државата во рамките не на од верските заедници. Тоа се оние информации кои што јас имам и има соопштение до јавноста од страна на судот во кој што објаснува каква е процедурата, дека они само го запишале новиот поглавар на исламската верска заедница на претходно дадена оставка на актуелниот поглавар. И тоа соопштение сега да не го читаме цело, ќе го има денеска по вестите. Имаше пресконференција човекот вчера си даде. Во ред, секако ќе го има во вестите, бидејќи спомнавте политички фигури кои што се вмешани во ова, само да објасниме, овде има едно правно толкување на тоа како и зошто е донесено. Да, тоа е од страна на судот. На судот, да. Но вие ме прашавте за политичкиот моментум, јас и за политичкиот моментум. За политичкиот моментум како може да се одрази врз цензусот на предстојните избори. Бидејќи не е доведена под знак прашање победата на Гордана Силјановска-Давкова, верувам дека нема да се одрази, дека председателските избори ќе бидат успешни. Ние се мобилизиравме, вчера имавме седница на Централниот комитет на партијата, масовно сме на терен, имаме стратегија да работиме тет-а-тет со граѓаните во Република Македонија, да посетиме илјадници врати и со тоа да ја мобилизираме гласачката јавност во Република Македонија за поголема масовност во вториот круг. Така што ние апсолутно додаваме вредност на процесот, не верувам дека ова може би нешто да се одрази во процесот. Овој политички наратив го има и од страна на ДУИ. И од страна на ДУИ денески тие велат дека одредени политички фигури се вмешани. Има ли тука некаква врска или немавте комуникација со ДУИ на ова? Не сме имале комуникација и навистина треба да ги одвоиме верските заедници од социјалниот од политичкиот живот, затоа што
Тоа и по устав е така во Република Македонија. Да, но нели се залагате за право и правна држава, се од друга страна не ја знаеме никој точно ситуацијата какво е поставена за да можеме во суштината да ја дебатираме. И па затоа коментираме полуинформации Така е. и работи кои што реално Добро, у секој случај очекувате полујавни. успешен втор круг и исполнет цензус. апсолутно да, Македонија да го добие новиот председател во името на Гордана Силјановска-Давкова и конечно да отпочне враќање на правото, правната држава, владењето на правото и се разбира господинот Заев да си го одржи зборот да распише предвремене парламентарни избори за да можеме да се обединиме околу вистинска платформа за вистинска иднина, не иднина по принципот на Мирчо Свињарникот. Се слушнавте ли со Никола Груевски по завршувањето на првиот круг од изборите? Не. Наистина симпатично прашање, но со господинот Никола Груевски се нема видено од оние неколку следби што ги имав пред да замине таму каде што е сега. Ви благодарам на гостувањето на телевизија 24. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нашите програми.